Почитувани добровечер, во Став имам чест да разговарам со Александар Јовановиќ, раководител на секторот за образование во општина Куманово. Господине Јовановиќ, добровечер и ви благодарам на одвоеното време. Добровечер и до вас и до гледачите на телевизија Плюс. Секогаш ми е чест и задоволство да присуствувам во вашата емисија. На последната седница изнесовте загрижувачки податоци во однос на отпишани ученици од кумановските училишта. Секако дека овој тренд е во сите училишта во нашата држава, но нас не интересира она што се случува во Куманово. Второто полугодие во Куманово започна со 111 основци помалку во однос на почетокот на учебната година. Најмногу отпишани основци од основното училиште Христијан Карпош во населба Перочича. Може ли подетално да ни ги образложите и кажете податоците во врска со отпишаните ученици од основните училишта? Па така, жал ми е што емисијата ќе ја започнеме со овака неубава тема, би рекол, меѓутоа податоците се загрижувачки, меѓутоа податоците не се од оваа година. Овој тренд е со децении наназад, би рекол и повеќе децении. Ако ги погледнеме состојбите во училиштата, од година на година се зголемува трендот на отпишување на ученици и тој тренд што ме загрижува мене, треба да не загрижува сите, не застанува, туку напротив се зголемува. Ако погледнеме состојбите во првото полугодие кои ги изнесов пред неколку дена на Советот на општина Куманово, е се загрижувачки. Ако ги позредиме со предходните години, можеме да констатираме дека сега имаме навистина енормно зголемување на отпишување на ученици како од основните, така и од средните училишта. Именно 173 ученици се испишани во текот на првото полугодие од учебната 2024-2025 година. Повеќе се испишани од основните училишта точно, значи тоа е околу 111 ученици, точно е бројката кои се испишани. До сега, веројатно сега во второто полугодие таа бројка може би изголемена и 63 ученици кои се отпишани од средните училишта. Што може да констатираме? Констатираме неколку сегменти кои влијаат на отпишување на учениците од училиштата, а пред се за основните училишта е важно за упис на учениците да имаме поголем наталитет, кој за жал прв сегмент е пад на наталитетот кој од 1991 година па до ден денеска во континуитет оди во надолна линија. Пред неколку дена се ред наведен факт кој вели дека во 1990 година се вкупно на територија на Република Македонија се родени 35.000 и нешто живородени деца, додека сегашната бројка, тоест во 2023 беше 16.000 и нешто. Што значи за 30 години овој пат на наталитет е на половина, 50% помалку ученици. Нормално дека тие штом немате прираст на население, нормално и дека нема да има упис во основните училишта. Дополнително, втор сегмент беше внатре општинска преселба, или би рекол од руралните средини родителите мигрираа во централно градско подрачје. И ако ја погледнам сега од тој аспект, и не беше поголем проблем затоа што се преселуваа од еден крај, тоест од руралните средини во централните, меѓутоа централните градски средини се преоптоварени со ученици паралелки со 30, што е максимум дозволен со Законот за основно образование, и тука ни се наоѓа директен дисбаланс на паралелки на општина Куманово. Трет клучен сегмент е овој деценијски проблем, би рекол, емиграција на населението надвор од државата, тоест во некои од западно развиените земји, би рекол, населението мигрира, повеќе фактори влијаат на миграцијата, дали ќе бидат тоа подобро социоекономски услови, дали подобар систем, дали подобро образование за своите деца, меѓутоа населението мигрира, оди прво еден од родителите, доколку се смести, најде добие работна дозвола, си го повлекува целото семејство и овој тренд, би рекол, не застанува, меѓутоа ние како општина и не сме многу моќни за да ние овој тренд го запреме. Ова е глобален проблем, треба да се размислува на глобално ниво и пред се еден предизвик за новата влада да се соочи со миграцијскиот
процес, затоа што ако продолжи овој тренд, ние ќе имаме проблем и за упис на учениците, меѓутоа и за задржување на постоечките паралелки. Така. Може ли да ги споделиме со јавноста статистичките податоци во однос на испишани ученици? Ева, да ќе почнеме од основните, па подоцна и од средните училишта. Па самата бројка говори следново, значи во учебната 2022-2023 сме имале запишани 1070 ученици. Во учебната 2023-2024 година бележивме благо зголемување, каде што сите општини други на територија на Република Македонија бележеа енормни падови на упис. Ние 10 повеќе, меѓутоа запишавме 10 првачиња повеќе, тоа е 1089 запишани. Меѓутоа во сегашната учебна година, која е во тек учебната 2024-2025 година, 997 ученици и за прв пат паднавме под 1000 ученици. Доколку ги поделиме, според бројката на паралелките излегува дека имаме 17 ученици во паралелка. Ако споредиме со другите општини на територија на Македонија, и не е тоа голем под минимум, затоа што под минимум е некаде 20 согласно законот за основно образование, а максимум е 30 ученици во паралелка, така да ние во централните градски училишта имаме и над минимум, тоест имаме и максимум на паралелки кои бројат по 30 ученици, меѓутоа имаме паралелки во руралните средини кои следат комбинирана настава во паралелки, каде што бројот е значително намален. Дали овој тренд, како што реков, ќе продолжи или ќе застане, не можам сега да го кажам или да можам јас да тврдам дека ќе застане или ќе продолжи, затоа што на него, како што реков, влијаат многу фактори. Доколку продолжи овој тренд, што тоа ќе значи во однос на наставниот кадар? Дали ќе постои ли страв кај наставниците дека можеби во идниот период дел од нив ќе останат и без работа? Па видете вака, Министерство за образование и наука во соработка со Светска банка и УНИЦЕФ веќе е во тек процес на оптимизација на училишните мрежа или процес на рационализација, како што го повозрастните наставници го знаат овој процес, кој предвидува да се изврши едно прегрупирање на паралелките со цел да се овозможи подобро прво практична настава, теоретска настава, социјализација пред се на учениците, затоа што ви го реков, постои тој дисбаланс кој го имаме во паралелките. Министерството смета дека тие ученици кои се од помалку бројни паралелки треба да одат или во централните училишта или во најблиските истурени згради, за да може да следат настава во пред се поголем број на паралелка, а да се намали оние паралелки кои се во комбинирана настава. Тој процес започна во 2022 година. Теоретски да. Теоретски е, бидејќи од нас беше побарано да изготвиме анализа. Анализа е изготвена, да се направи едно оптимизацијско сценарио, меѓутоа пак последен збор ќе го има ресорното министерство, бидејќи согласно законот за основно образование, Министерството за образование и наука е тоа кое дозволува да се формираат паралелки под 20. Ние на состанок со директорите констатиравме дека ние повторно ќе побараме, меѓутоа паралелки да се формираат и по 20 ученици, меѓутоа дали ќе дозволи Министерството или нема да дозволи, тоа е веќе последен збор го имаат тие, затоа што ние работиме со префрлени или делегирани надлежности, како што знаете дека децентрализацијата не е завршена, во втора фаза и многу сегменти во делот на образовниот процес зависат од ресорното министерство, тоа е добивање на зелено светло или позитивно мислење од страна на министерството. Доколку се спроведе овој процес на миграција, ќе се на оптимизација се извинувам, ние ќе се соочиме со проблем и тоа го знаат и наставниците, меѓутоа и ресорната министерка Весна Јаневска рече дека нема да останат без работа, ќе им се најдат во продолжен престој и така натаму за дополнителни ангажман на наставниците, меѓутоа сето тоа пак ќе зависи, велам, од Министерството за образование и наука. Док прв пат стартуваше со 10 општини, сега како што гледам се прошири низ целата држава, што значи ова процес на оптимизација ќе не опфати сите, вклучувајќи и општината Куманово. Меѓутоа, кога бевме на тие обуки, имаше представници од УНИЦЕФ и поради специфичноста или околностите или мултиетничноста и повеќе јазичноста во Куманово, рекоа дека доколку вие спроведете оптимизацијата
И да се разбереме, тоа не е процес кој трае една година. Оптимизација е процес кој ќе трае повеќе од 5 години. Вика треба да научат и другите држави, па и другите општини како би требало да се изврши тој процес. Тој процес јас очекував лично да започне оваа година, септември месец, да биде фатено основното образование, но нам ни се случи обратното, беа оптимизирани паралелки во средните училишта, каде што беа скратени паралелки по 2, некаде 3 паралелки во училиштата, и таму се соочивме со огромен проблем да бидат наставниците обезбедени со часови. Нормално дека ќе постои стравка и наставниците, поготово наставниците кои не се заштитени со закон, велам оние кои се на определено работно време, но успеавме како така со дополнителни часови, со заменски часови, со заминување во пензија, па наместо на примање на нов наставник да бидат поделени на наставниците кои им недостасуваат, да ги обезбедиме сегашните наставници кои се на територија на општина Куманово да бидат опфатени со часови. Многу пати имам образложувано и пак ќе образложам. Како дојде до создавање на толков број, велат како паѓа наталитетот, а учениците помалку се запишуваат, а наставници повеќе вработени. Согласно наставните програми се внесе физичко и здравствено, иновации и предприемништво, англиски од прво оделение, да не ги набројувам така натаму. Можеби за некоја општина која е помала, како што е Липково, соседната и Старо Нагоричане, во која има 2 до 3 училишта, и тоа е еден наставник. Меѓутоа во нашето кој имаме 21 училиште, 21 субјект со зголемување на часови, тоа значи 5-6 наставници дополнително кои треба да бидат ангажирани. Така да останува простор да видиме каков ќе биде став на Министерството за образование и наука и на кога ги добиваме оние повратни согласности за паралелки во месец август би веќе знаеле кои паралелки ќе бидат одобрени. Согласно пред се уписот кој ќе треба да се реализира во мај 2025. Така. Секторот за образование при општина Куманово во соработка со средните училишта организираше социјален диалог во рамки на проектот Учи паметно, работи стручно. Какви анализи, до какви податоци дојдовте врз основа на оние прашалници кои што ги направивте заедно, односно кај приватни компании? Што е она што компаниите го бараат, кои се профилите кои се најбарани и дали дуалните паралелки се всушност, дали дуалното образование е всушност образование на иднината? Па вака, јас ќе бидам непристрасен, нема ниту едно од образованието да фаворизирам, значи родителот и ученикот пред се тие кои ќе го изберат својот пат, дали ќе продолжат во гимназиско или ќе продолжат во стручно, и ако продолжат во стручно, дали ќе бидат тоа дуалните паралелки. Ова е 4-та година како се реализира социјален диалог, настан од кампањата Учи паметно, работи стручно, која реализира Министерство за образование и наука со општина Куманово. Тој проект е поддржат од Швајцарска агенција за развој. Дуални паралелки во Куманово веќе постојат, ги има во сите стручни училишта, и учениците, родителите, пред се и работодавачите се задоволни, а ние како сектор од страна на Министерството сме задолжени да направиме една анализа. Анализата беше направена во период од 25 декември до 15 јануари преку Google Form анкета, беше доставена до сите компании преку училиштата и имаа право стопанствениците да се изјаснат што им е потребно на пазарот на трудот и согласно можностите со кои располагаме, просторни услови, наставен кадар, капацитетите кои ги имаат средните стручни училишта за отварање на нови паралелки. Јас сум благодарен на компаниите и на директорите и наставниот кадар пред се, бидејќи пополнија 67 компании на територија на општина Куманово, каде што сите 67 компании прифатија, тоест на прашањето дали би прифатили ученици во дуални паралелки, се изјаснија позитивно, што значи огромен сигнал дека и компаниите се заинтересирани за дуалното образование, а дополнително на сето ова не охрабрува фактот што веќе добро функционира ова дуално образование и предност е во тоа, дуалното образование се состои од тоа да учениците посетуваат практична настава, тоест имаат зголемен број на часови по практична настава, кои ги реализираат директно во компаниите кои им определуваат и ментор, а за тоа учениците си добиваат и надомест. Имаме веќе кадар кој се оформува,
И веќе кога и да одиме, еве да појдете на забен техничар или во аптека, ќе видите дека има многу и ученици кои веќе се вклучени на наставата. Токму овие состаноци се да ги слушнеме работодавачите, компаниите што имаат потреба за да ние на предстојниот конкурс кој треба да биде објавен на 31 март од страна на ресорното министерство за следната учебна година 25-26, тогаш да видат дали е потребно нови профили и нови смерови во училиштата. Иако тврдам дека училиштата воведоа во изминатиот период преку дуалните паралелки или дуалното образование се воведоа и многу смерови како во средните општински училишта, така и во регионалниот центар Киро Бурнас, а тоа ни кажува па друг податок дека многу помалку сега учениците заминуваат во другите градови, како што беше претходно пракса поради мал број на струки. И она што го констатиравме или како еден заклучок, бара работодавачите, бара многу градежници, фасадери пред се и архитекти. Значи, тоа беше најзастапено, покрај друго од медицина кои беа исто така побарани смерови и од техничкото училиште Наце Буѓони исто за медицинскиот смер, исто така да би рекол дека подеднакво ни излезе еден диаграм подеднакво, затоа што работодавачите имаат проблем со ангажман на кадар, би рекол, кој ќе биде стручен кадар. Па ако погледнеме и во делот на образованието, и ние веќе се соочуваме со недостаток на кадар, затоа што сметам дека кај младите повеќе не е атрактивна наставниот смер или наставната насока, така да ни недостасуваат наставници по математика, физика, хемија, физичко и здравствено образование, така да тоа е генерален глобален проблем. Освен за основните и средните училишта, загрижувачки податоци би можела да кажам дека изнесовте и за ученичкиот дом професор Мијалковиќ, кој што оваа учебна година е 130% на исполнетост на капацитетот. Како функционира и како обстојува овој ученички дом? Па ученичкиот дом професор Мијалковиќ во Куманово е еден од подобро организираните ученички домови, затоа што има идеални услови, бидејќи истиот е реновиран пред неколку години и имаат идеални услови за престој на учениците. Тие запишуваат ученици согласно Законот за ученички стандард, кој го објавува Министерство за образование и наука, на кој може да се пријави секој ученик кој ги исполнува условите. Меѓутоа, ако се надоврземе на падот на наталитетот, уписот, нормално дека ученичкиот дом ќе биде зафатен со истиве проблеми. Меѓутоа, дополнителен проблем е на ученичкиот дом што функционира од само финансирање, од членарина, тоест уплата на партиципација на учениците кои предстојуваат во ученичкиот дом. Во споредба со училиштата, основните и средни, кои се финансираат од наменски блок дотации од страна на Министерството за образование и наука. Како што реков, имаме идеални услови, партиципацијата изнесува 7.500 денари, изгласана чином во 2009 година и истата од страна на Министерството, затоа што не може домот преку органот на управување да ја смени таа цена. Дали сметате вие дека тие трошоци од 2009 до денеска се исти? Па јас сметам дека најмалку 2 до 3 пати се зголемени трошоците на домот пред се, бидејќи со тие средства домот е должен да исплати плати, трошоци комунални, набавка на храна, потоа одржување на училиштето и ред други работи што треба да ги измират, е со оваа партиципација која учениците ја плаќаат 10 месеци во година, затоа што во месеците јули и август не се изведува наставата во училиштата. И домот е соочен со видни проблеми. И не само овој ученички дом, туку и повеќе ученички домови се во иста ваква ситуација на која еве Министерството треба да изнајде начин како ќе продолжат да функционираат. Дополнителен проблем е што минатата учебна година имаат 53 ученици, сега имаат 39. Што значи помал упис на ученици, помала членарина, тоест партиципација, и нормално е дека трошковите се зголемуваат и сведоци сме дека трошоците се зголемени и за електрична енергија, и за нафтените деривати и така натаму. Што значи се соочува со огромен проблем. Ние реагиравме многу пати преку наш сектор,
самиот ученички дом до Министерството за образование, меѓутоа ќе треба ресорното министерство да направи посебна стратегија или начин на финансирање да биде изменен. Еве предлог може да се финансираат со блок дотации од Министерство за образование и наука, барем во оној сегмент за измирување на основните трошоци. Дополнително се проблем кадар и би рекол еве благодарност на Советот на општина Куманово што изгласа еден оброк, би рекол, за оние од најзагрозените социјални случаи да можат да подигнат, па да тој проект е изгласан преку другиот сектор, тоа оди преку сектор за труд и социјална политика при општина Куманово. Благодарност до советниците кои за 2025 продолжува овој проект така да некој дел од финансиски средства има да им може да оствари домот. Раководителе, во текот на оваа учебна година беа завршени повеќе инфраструктурни проекти, некои се уште се во тек. За дел од аплицираните проекти се уште се чека на одговор од Министерството за образование и наука. Може ли да ни посочите дел од проектите кои што се веќе целосно завршени и што е она што не очекува годинава 2025? Па во изминатите години, не само изминатата година, активно се работеше на реконструкција на повеќе училишта. Средните се скоро завршени комплетно и представуваат вистински средношколски центри и сум горд на тоа. Меѓутоа, ако ја погледнеме една паралела би направил колку е тешко да се одржуваат тие објекти, именно и на Советот го истакна вистото, именно на територија на Куманово покрај 21 правен субјект, тоа се училишта кои функционираат, во истите се реализира настава во 49 објекти. Значи тоа се 49 училишни згради кои треба да бидат одржувани. И дали е постигнато, би рекол, делумно, затоа што 49 објекти се тешки за одржување, а од друга страна и да бидат реконструирани, а потоа и да бидат сочувани. Бидејќи знаеме учениците како се однесуваат во училиштата со инвертарот. Така да се работеше минатата учебна година за истакнување фактот што во втора фаза веќе е изградба на ново училиште, прво по самостојување на Република Македонија, тоа е гимназијата Сами Фрашери, која е сместена во поранешниот касарен дом, каде што ќе бидат опфатени паралелки од општинско средно техничко училиште Наце Буѓони на албански наставен јазик. Веќе е во фаза на изградба и конечно да успеат да ги напуштат оние привремени, би рекол, објекти, а привремени се од 2001 година, втора, кога учениците се влезени во оној објект на ЗИК, поранешна дирекција која воопшто не представува училиште. Така да дополнително се работеше и во Наце Буѓони за реконструкција и до поставување на лифт, потоа партерно уредување, гасификација во тој дел на градот беа гасифицирани Наце Буѓони и ученичкиот дом професор Мјалкови. Потоа се работеше на фасади на Толи Зордомис и на Христијан Карпош кои се веќе завршени. Дополнително Перонаков во албанските паралелки имаше реконструкција на столарија, во Перонаков исто така се работеше внатрешна реконструкција, гимназија исто така се работеше на реконструкција. Паралелно на тоа тече реконструкција на општинско основно училиште Кирил и Методи, село Романовце, подрачно училиште Агино село. Тоа е проект на општина Куманово, аплициран и прифатен од страна на Министерството, изведуваче Министерството за образование и наука. Градежните работа се при крај, за некаде околу месец и половина учениците ќе се вратат во тој објект. Паралелно на тоа општина Куманово со сопствени средства успеа да целосно да реконструира општинското основно училиште Браќа Миладиновци, подрачно училиште во село Пчиња, и имаме проекти кои се аплицирани, а не се одобрени. Тоест, чекаме да видиме Министерството дали ќе објави повторен повик на кој би повторно аплицирале за општинското основно училиште Кочораци, до училиштето Панче Пешев, музичкото училиште, кое јас не знам кога последен пат било реконструирано, на повикот што беше за справување со чист воздух, конечно ќе биде реконструирано да добие, беше изгласано на форумот на кој вие присуствувавте во ресторанот Грација, каде што едногласно беше поддржан проектот да биде опфатена електроенергетска фасада, прозорци и кровот пресел кој бидејќи се уште азбесен, дополнително фасада ќе биде опфатена на
браќа Миладиновци, Крстен Мисирков, централниот дел, и добиена е реконструкција за повеќе училишни сали од страна на Министерството за образование. Се чека реализација за спортските сали во Крстен Мисирков и браќа Миладиновци, Вук Караѓич на Инфрашери, бидејќи тие делат иста сала, Толи Зордомис и Кочо Рацин. И паралелно на тоа е добиена реконструкција за Општинското основно училиште Битолски конгрес од село Лопате за замена на кровниот покривач и за фасада. Така да ќе чекаме следен повик од страна на Министерството за образование и наука, и голема благодарност би упатил на јавното предпријатие Куманово план, кој безпрекорно знае да нацрта проекти кои до сега од страна на Министерството за образование и наука не ни се одбиени. Колку ученици се опфатени во инклузивниот образовен процес? Дали училиштата се доволно и добро подготвени за изведување на инклузивна настава во однос на приодите и сите оние пропратни елементи кои што им се потребни на лицата со попреченост, и со колку образовни лични персонални асистенти се располага во моментот во училиштата? Каква е состојбата? Да, вака. Инклузивното образование стартуваше пред 2 учебни години и веќе е во тек. Состојбите се следни. Значи, дали е целосно завршено? Не е, затоа што тоа процес кој трае многу подолго. Прво ќе почнем, премногу стереотипи се уште имаме. Некако не можеме да ги отргнеме тие стереотипи, затоа што тоа се деца. И децата треба да учат заедно, и само на тој начин може да напредуваат учениците. Учениците со попреченост, што се однесува до упис на учениците во општинските основни училишта, би рекол, вкупно има 29 кои се со наоти мислење. Дополнително со потешкоти, тоест во наставата, се 29 запишани во прво оделение. Со потешкоти без наоти мислење се 31 учени, додека ученици со попречено со наоти мислење од второ до 9 оделение се 97, и ученици со потешкоти без наоти мислење од второ до 9 оделение се 174. Тоа е за основните училишта. Што се однесува до средните училишта, бројката е помала. Во прва година се запишале 8 ученици со попреченост, со потешкоти во настава се 5, или вкупно ученици со наоти и мислење од прва до четврта година се 23 ученици. Што представува инклузивното образование? Инклузивното образование представува стварување на исти цели во исто оделение. Затоа што секој ученик си има своја програма, зборувам за ученици со попреченост. Ние успеавме минатата година да издействуваме Советот на општина Куманово да дел, значи една училница од Вук Караѓич, биде пренаменена, дадена на користење на здравствен дом Скопје, со цел да родителите успеат побрзо да дојдат до потребната документација пред се за учениците со попреченост, бидејќи претходно истите потврди се издаваа во Скопје и родителите беа оптоварени, и многу временски се чекаше за реализација за да се стигнат до документите кои се многу значајни за упис на учениците. И тука тие определуваат дали треба да се даде поддршка на тој ученик, дали треба да биде личен или образовен асистент. Затоа за таа цел и Општинското основно училиште браќа Миладиновци, кој е центар за поддршка на учениците со попреченост во општина Куманово, го смени статутот, и тие ученици следат дополнителни активности согласно она што ќе го каже Комисијата за проценка или МКФ, комисијата која активно се функционира и на територија на општина Куманова, представува и за регионално, тоест за североисточно плански регион. Дали сум задоволен? Би рекол дека не сум задоволен се уште, затоа што имаме уште училишта, иако централните веќе се подготвени целосно, имаме рурални училишта каде се уште имаме проблем и не сме во можност за да ги целосно реконструираме и да бидат опфатени, па потоа следат и наставни помагала, наставниците следат обуки, меѓутоа реков, се уште се наоѓаме на почеток, се уште ова е една новина, затоа што согласно законот за основно образование, кој сега ќе има измени, не би ги сега коментирал кога ќе излезат тогаш, бидејќи во нацрт е и закон за средно образование. Така да, видите, тоа е процес кој трае. И наставниците не се доволно обучени за да работат, и тие сами кажуваат. Меѓутоа,
доживотно процес на доживотно учење трае и кај наставниците, како и кај учениците. Така ќе се дообучуваат, се дообразуваат и овие ученици не треба да бидат исклучувани. Голема благодарност би упатил тука и на Сдруженијето Инклузива, која секогаш ни излегува во пресред. Имаме прекрасна соработка и прва општина во Куманово која спроведе инклузивни физички активности или часови по физичко и спортски активности со инклузивен карактер, и јас сум задоволен што како сектор за образование успеавме први да успеаме да дојдеме до контакт прво со специјална Олимпијада Македонија, да потпишеме меморандум за соработка, а еве втора година поред покрај училиштето Кочо Рацин сега се реализираат истите и во Толи Зордомис, и овој тренд би сакал да следи во другите училишта. И пак ќе кажам, прва општина која го воведовме беше општина Куманово. Соработуваме со многу невладини организации, како што е и Сдруженијето Отворете ги прозорците, од која општина Куманово доби највисоко признание за вложување во процесот на инклузија, едно од подрагите признанија би рекол, затоа што и тие видат дека ние вложуваме, меѓутоа просторот, можностите се тие, капацитетите се тие, бидејќи училиштата претходно не се на ново градени, како сега што е во момент се гради училиштето Сами Фрашери, па ќе биде по сите стандарди. Ние бевме училиштата кои се постоечки, бевме принудени да ги ставиме во функција да бидат и за учениците со попреченост, и овој процес, како што реков, допрва следи и допрва ќе трае. Еден од проектите на општина Куманово, кој што е поздравен од сите граѓани на нашиот град, е мирката за бесплатно пливање на учениците од основните и средните училишта. Кажете ни колку ученици и наставници по физичко и здравствено образование се опфатени со оваа мерка, задоволни ли сте од посетеноста на затворениот басен од страна на учениците? Па на неколку пати имам образложувано на оваа тема. Ова е позитивен проект, одличен проект, единствен на територија на Македонија, каде што се опфатени сите ученици. Сите ученици, нормално оние кои ќе дадат согласност родителите, опфатени се и оделенската настава. Проект кој функционира од самото основање на отварање на базенот па до денес, го модифициравме на тој начин што им дадовме на училиштата по 2 термина да имаат, не еден термин неделно, туку 2, и да бидат опфатени контра смените, доколку учениците се препладнена настава да ги следат овие активности во втора смена или после пладне и обратно. И бројката варира. Меѓутоа, сега во момент се пријавени вкупно 1100 ученици, или околу 40 професори по физичко и здравствено образование се приклучени во овој проект. За истите беше одржана и на иницијатива на сектор со образование, беше реализирана и обука, благодарност до специјална Олимпијада која ни излезе во пресред, беа обучени и за непливачи, меѓутоа и за ученици со попреченост. Нормално е, значи тука стана збор дека секој ученик со попреченост и не може да посетува, меѓутоа доколку комисијата даде препорака дека може, сепак лекарски навод е најважен, и доколку даде согласност наставникот и родителот, пред се родителот, тогаш и тој ученик може да биде вклучен да посетува настава. Имаме веќе ученици од оделенска настава, исто така имаше забелешка од страна на дел од советниците, се вклучуваат и од оделенска настава. Учениците има и непливачи, такове базенот ние не можеме да го смениме, длабок е, меѓутоа Општинскиот сојуз за спортови набави помагала, доста се активни и голем поздрав до нив, значи ангажира и нови лиги направија, што во Македонија многу малку ги има, така да 6 лиги стартува и Општинскиот сојуз на спортови во координација со сектор за образование. Овој проект обстојува, задоволни сме, сакаме таа бројка да биде уште поголема. Зошто? Затоа што пливањето е еден од, не би ги деле спортовите затоа што сум од таа струка, меѓутоа еден од спортовите кои влијае на психофизичкиот развој на децата и е многу здраво пред се да ги тргнеме од таблетите, оние што значи статички уреди, и да бидат приклучени, а имаат бесплатна можност, тоа е субвенционирана, за да посетуваат додека трае училишната година, и се надевам дека овој проект ќе продолжи и понатаму со сите наши заложби.
И сосема на крајот, ваш став за нацрт концепцијата за реформи во гимназиското образование, кое што веќе е ставена на јавен увид до 1 февруари. Различни реакции во однос, најмногу во однос на предметите филозофија, социологија, етика, логика. И физичко, спорт и спортска активност. Така, да. Вака, значи, на многу емисии тука сум гостувал, не би сакал пред време, затоа што концепцијата се уште не е изгласана, се уште не е донесена, не би сакал ниту една реформа пред време да осудувам, зошто да оставиме простор. Сведоци бевме во минатото дека многу гламурозно и многу бомбастично беа најавувани некои реформи кои заминаа во минатото, меѓутоа треба да се внимава на двата клучни столба. А двата клучни столба на едно општество се здравството и образование. Видовме како завршија неславно предходните реформи и видовме каде се наоѓаат нашите ученици по знаење на другите. Ученици на ПИЗа меѓународните тестирања или ПИЛС. Во тој поглед не би осудил дали некои предмети се намалуваат и не. И така се преоптоварани учениците, тука се засегнати наставниците. Јас би говорил од аспект на родител. Најважно од се е што учат или содржината на учениците. По мене тоа е клучно. Затоа што јас со моје дете работам кој има 9 години и во учебникот има ставено ингеренции на градоначалник. Па да појдеме ние сега низ градот да прошетаме дали знаат местното население возрастно кои се ингеренции на градоначалник. Збор мито, корупција, непотизам за дете од 9 години. Мислам дека суштината е многу поважна внатре во учебниците што учат, бидејќи ги видиме во споредба со учениците од околните држави, не мора да се споредуваме со западно развиените, да појдеме да го гледаме оној терк или да го погледнеме оној сегмент на образование во Словенија. Не мора да одиме подолгу. Многу од родители си заминаа во Словенија баш поради овие причини, така да премногу експериментирање во образование не треба да има, треба да се реформира, сите се сложуваме за тоа и реформите треба да си ги дадат своето. Меѓутоа, доколку се спроведе, направи една реформа, таа не може за една година да даде некои резултати, меѓутоа да не бидат осудени како и предходните, во кои беа така најавувани, а на крај се воспостави дека тоа е само теоретски, практично е неизводливо, затоа што ние, погледнете, смарт таблики наместиме, меѓутоа ние имаме проблем уште со пристап и тоалети во поедини рурални средини и ние треба да местиме, да, се сложува, меѓутоа капиталните проекти одат од Министерството, а концепцијата не би ја коментирал сега, би чекал да се донесе, бидејќи е на второ читање во законодавниот дом и штом ќе се донесе да видиме дали истата ќе ги даде, иако министерката најави дека треба да се реформира, а и сите сме за процес дека треба да се реформира, но јас пак би рекол, суштински е она што се учи да биде издржано и да биде прилагодено за возраст што е за учениците. И тогаш мислам дека таа реформа би била многу поуспешна. Господине Јовановиќ, ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Ви благодарам и на вас на поканата и секогаш сум тука за оваа емисија. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, се гледаме за 2 седмици. Пријатна вечер.